Последниот ден од јануари посветен на Свети Атанаси за тетовци има посебно значење. На овој ден и стари и млади се собираат на врвот на ридот Балтепе, каде се наоѓа манастирскиот комплекс. Со молитва и дружба и годинава верниците масовно се собираат за да ја продолжат традицијата и обичаите поврзани со овој празник. Со свечена божествена литургија, како и водосвет и режење на кумските колачи, се одбележа денот посветен на овој светител. Човекот кој што ја формулирал најголемата вистина, морал и да пострада за таа вистина, додека Господ не го поплил во своето царство, овој свој верен раб во 373 година. Нека ни е за многу години, послужената божествена литургија, света божествена литургија, да биде за здрави и спасени на сите благочестни прости христијани кои живеат во нашиот град и во нашата дотковина и во сиот свет. За многу години. Трите парички ги одредија и кумовите за идната година. Пресреќна сум. На цело православие и на нашето семејство благосостојба и во целата држава голем напредок. За прв пат ми се паѓа паричето, многу сум среќна и сакав да ми падне да бидем кум на овој голем празник, Свети Атанасија велики. Па чувството е големо, годинама бевме кумови, ни падна среќата до година па да бидеме кумови. Па е. Па здравје, пред све здравје, другото само по себе си доаѓа. Веселбата на калето е започната уште рано изутринава. Со музика, скара, топла ракија и чај се продолжува традицијата која граѓаните ја негуваат долго време. Идем негде околу 30 години уназад редовно. Колку можем пак ќе дојдем со ова друштво, инако сум од Колтук. И редовно го правиме оваа традиција и ќе останеме на ова до крај, до нашиот живот. Убаво е да иде сите им пожелувам, мирно, убаво си поминуваме со сите овде и така. Ние весело, Атанасија на помош нека ни на сите. Секоја година, буквално нагоре, ако е путот проводен, доспеваме до горе и тоа е. Треба ли да се продолжи традицијата на вакво празнување? Ја мислам дека треба да се продолжи долго години натаму да трае тоа, без разлика на временските услови. Мислам дека треба да се продолжи. Секоја година најмасовно овдека и народот младеж си иде стално, го одржава и да продолжи истото да го одржаваат свите, да иде, да се ова е највесело нешто што може да биде. Ваквата традиција на прославување на Свети Атанаси постои децении наназад. Повозрасните паметат дека дури и најладните зими во минатото не ги спречувало тетовци уште рано наутро да се искачат на тетовското кале. Црквата Свети Атанаси е подигната на темелите на постарата манастирска црква, која заедно со целиот манастирски комплекс потекнуваат од крајот на 13 век.